Почитувани слушатели, тема на новата емисија на Радио Сквер ќе биде джезот. Не знам колку од вас знаат дека 30 април е интернационален ден на джезот. По тој повод, а најмногу поради настанот кој ќе се одржи во четврток во Занатски дом, со мене имам соговорник кој е вклучен и кој е иницијатор и носител на тој проект, Јован Цветковиќ. Јован, добро дојде во студиото на Радио Сквер. Фала ви за поканата и за можноста да говориме за джезот, кој што го има нели во нашиот град. Добро. Кажи ми сега, организирате концерти, си млад човек и мене ми е многу драго, искрено ме, колку години имаш? 27. 27, браво. Мене ми е многу драго што кажи мене седи човек на 27 години кој е фан на джезот. Да тргнеме од првото, од каде идејата да организирате таков настан, таков концерт во Занатски дом, потоа ќе одиме околу детали пред да повикаме коновската публика да присуства во Занатски дом. Да, јас инаку имам завршено джез студии во Штип на факултетот за музичка уметност и оваа идеја уште многу претходни години имав во план да ја реализирам и еве оваа година требало да се случи тоа. Значи правиме концерт кој што ја го прославува денот на джезот на 30 април, нели како што кажавте. Така. Тоа ќе биде концерт кој што насекаде во светот каде што има нели публика, каде што има джез музичари, каде што има тло на кое што може да се направат концерти и настани, се прават нели настани кои што ќе го прослават музиката. Так. Преку таа музика слават и слободата и меѓукултурен диалог, значи многу сегменти кои што се присутни во општеството, кои што се битни. Нели, преку музиката и културата носиме промени, носиме едукација, носиме мир, слобода. Сето тоа се некакви одлики кои што джез музиката ги содржи во себе. Овој настан е организиран од вие сте иницијатори под покровителство или е на Фондација за култура и спорт на општина Куманово, така? Под покровителство на Фондација за култура и спорт во организацијата, односно на Фондација за култура и спорт, а под покровителство на нели градоначалник и општина Куманово. Тука се вклучени сепак сите учесници нели на некој начин заедно го сето ова правиме ние овој концерт. Кој што сега можам да ги споменам. Тоа ќе те замолам бидејќи во најавата која и јас ја добив од фондацијата вели дека ќе настапат десетици. Може да ми кажете да не заборавиме некого повели на број ги сите. Тоа беше, сакавме да оставиме нели под знак прашалник, да не ги невуваме имињата, но тука се работи за десетина музичари кои што ќе настапат, меѓу кои од различни градови и сите голем дел студенти од нив или завршени студенти на джез катедрите на академиите за джез и популарна музика во Штип и во Скопје. Тоа се Игор Величковски, Милош Краљевски, Теодор Бошков, Андреј Крстевски, имаме две джез интерпретаторки пејачки, Сара Ташковска и Теодора Стојановска. Браво. Дали имам некој, Мирослав од Прилеп, не знам дали имам некој заборавен уште, но Андреј исто така, многу се учесници, сега не можам сите имиња и презимиња да ги запомнам, али ќе секако дека ќе бидат потенцирани и објавени на самиот концерт, нели? Сите тие кои што земаат учество во ова и ова го правиме пред се од љубов кон оваа музика и затоа што тоа го учиме и сакаме да го покажеме пред публиката, пред народот. Кога веќе спомнуваш публиката, бидејќи јас сум 30 на години постар од тебе и кога јас со мојата генерација разговараме на тема за музичките вкусови и со тоа колку е се тоа за жал променето на полошо. И секогаш разговарам за тоа дека кај младите нема интерес за тој тип на музика. Дали ние грешиме, пошто ти си млад човек, кажуваш што си студирал, овие што ги спомна околу тебе се тоа
колеги од студии кои се големи љубители на има ли на таа музика, има ли џезот публика во Куманово и во Македонија кај младите? Кај нас постарите знам. Зборувам за вас младите. Да. Колку е џезот атрактивен? Интерес за џез музика секогаш постои. Најчесто тоа се гледа преку тоа што колку студенти има запишано на академиите, колку фестивали се прават кај што има сепак млади луѓе што доаѓаат да слушаат, но сепак мислам дека треба да има многу повеќе и вакви настани, повеќе места каде што ќе може се свири, да се прават сесии, да има таква сцена која што ќе ги инспирира луѓето да слушаат, а и да свират ваква музика. Тоа секогаш е у прв план кога се работи за џезот или за било која друга алтернативна музика. Значи испаѓа дека ние постарите не треба вас младите да ве критикуваме, дека едноставно дека повеќе до понудата, дека вие слушате она што ви се нуди по кумановските кафичи, ресторани и промовирањето на таа пинк музика е што вели Кирк Пинковача, идејата е ако се промовира повеќе таков тип на музика, посебно кај вас младите, има публика. Така, дефинитивно има. Мислам дека има, да. Има поголем интерес кога би станувало збор дека така ќе има, ако се дешаваат свирки, настапи, нормално дека ќе се таа културна сцена ќе заживее повеќе од што е сега. Инаку сега е баш на маргините функционира и тешко се доаѓа до извор. Дури јас кога ќе се навратам, кога имам студирано, кога пред да почнам, јас немав слушнато за џез музика, многу ретко. Запишав на факултет и тогаш почнав да истражувам. Таа достапност еви преку вашево радио, мислам дека ќе треба да се многу повеќе дигне нивото на слушаност. Сепак живееме во време кога што се ни е достапно. Ние од Радио Сквер ќе се обидеме максимално да може да ја промовираме таа и џез култура и слушање на квалитетна музика. Пред да ти дадам можност за ова твое прво гостување, се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да додеш тука во студиото на Радио Сквер. Пред да упатиш покана до младите луѓе, општо до граѓаните на Куманово, да дојдат во четврток во Занатски дом. Ми спомна дека кога си почна на студија, кога си почна да истражуваш малку повеќе за таа музика, ајде да видам тројца омилени музичари од тој тип. Тројца џез артисти? Да. Па, јас од секогаш сум го слушал и сакал Бил Еванс, тој е еден пианист, кој што многу албуми има снимано, како и сите тие големи легендарни имиња. Васил Хаџиманов, кој што ми беше професор, исто така би го ставил у топ 3 затоа што многу имам научено и ми има дадено влијание преку негова музика да свирам и јас сега како што свирам и да се надградувам, И Тигран Хамасија нека биде третото име. Тој е еден исто виртуоз пианист. Одличен избор. Сега останува само еден повик до граѓаните на Куманово и Македонија да дојдат во четврток, победи. Да, во четврток ги очекуваме граѓаните и љубителите на музиката пред се да дојдат и да слушнат една поинаква вечер исполнета со музика. Инаку околу репертоарот ќе изведуваме композиции што се познати стандарди, од ерата на New Orleans swing, од почетоците на џезот па до фьюжн, ерата кога што се мешат жанровски повеќе видови на музика со џезот. Така да мислам дека кумановци треба да дојат и нормално секако по широка јавност да дојде на концертов и да ги слушне младиве музичари, да даде подршка една и да го прославиме овој ден на џез музиката. Заборавив едно техничко прашање да ти поставам, значи концертот почнува во 19:30 така и влезот е слободен, така? Влезот е слободен, да. И па тоа е, драги мои кумановци, овој како што кажа и Јован и граѓани на други градови во Македонија, поверете во четврток од 19:30 во Занатски дом да уживаме во добра музика, интернационален ден на џезот.
Почитувани, тоа беше Јован Цветковиќ. Продолжуваме со квалитетна музика на Радио Сквер.